за победата на ВМРО ДПМН ќе придонесат покрај најквалитетните реални програми и кадрите кои се работници и кои во својата работа имаат докажани резултати, конкретни дела кои се видливи, мерливи, опипливи, забележливи и кои никој не може да ги избрише или пак потисне. Имам задоволство да соопштам дека извршниот комитет на ВМРО ДПМН му предложи на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, а Централниот комитет ги усвои покрај досега веќе објавените кандидати и следниве два нови кандидати за градоначалници. Имено, за општина Аеродром станува збор за господинот Ивица Конески, актуелен градоначалник на општината и еден од најуспешните градоначалници во Македонија, кој зад себе има стотици реализирани проекти, кој успеа да издигне општината Аеродром на ниво на најпосакувана општина за живот не само во Скопје, туку и во Македонија, кој досега спроведе огромен број на капитални, инфраструктурни и комунални проекти, но кој во својата понуда и визија ќе има нови проекти кои се одговор на потребите на барањата на граѓаните во општина Аеродром. За Валандово пак, ВМРО ДПМН, Централниот комитет го усвои предлогот од извршниот комитет, а тоа е господинот Николче Чурлиновски, актуелен градоначалник, кој успеа да се докаже со својата посветеност и работа во интерес на граѓаните на општина Валандово и кој поради низата дела за себе, како и досега, и сега ја ужива најголемата доверба на своите сограѓани.